Почитувани новинари, почитувана јавност, денес на Комисијата за образование ќе го разгледуваме предлог Законот за високо образование. Општа забелешка е дека предлог законот е недоследен и со низа пропусти во поглед на регулирањето на соодветната материја, кои не значат напредување на образованието, бидејќи суштински оставаат недоречености и назадувања во одредени области. Токму затоа пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднесе 17 амандмани за подобрување на законскиот текст, а сметаме дека со нивно прифаќање министерката ќе покаже демократски капацитет за слушање на решенија кои значат подобрување и унапредување и развој на образованието во Република Македонија. Амандманите кои ги предлага пратеничката група се во насока на зголемување на буџетот кој е предвиден за финансирање на универзитетите и самостојните високи стручни школи, кој е клучен за развојот и унапредување на научната и образовната дејност. Исто така, дополнително се предвидува амандманска интервенција во делот на финансирањето во предложениот закон, кој не е докрај дефинирано, ниту во однос на универзитетот, ниту во однос на коефициентот на платите на наставниот и соработничкиот кадар, што кога ќе се земат во предвид платите на универзитетските работници споредено со други далеку подобро платени позиции во нашето општество, ја прави сферата на високото образование неконкурентна и непривлечна за вработување на млади кадри. Со амандманите се предвидува покачување на примањата на оваа група универзитетски вработени, што е суштински придонес во нивната натамошна посветеност, мотивираност и работа и приближување нормално на нивниот стандард со стандардот на нивните колеги не само во регионот, туку и во Европа. Значаен дел во кој се интервенира со амандманите е и демократизацијата во однос на правата на студентите, студентските избори, односно студентскиот парламент, бидејќи предложениот закон во голема мера е рестриктивен и ограничува автономијата и независноста на студентското организирање. Со амандманите се предлага и заштита на студентскиот стандард, особено на студентите кои доаѓаат од ранливите категории на граѓани, односно задржување на правото кое сега се укинува со новиот закон, а со кое се овозможува намалување на партиципацијата на децата од еднородителски семејства, право на редовен студент кој е запишан во приватна квота на јавните универзитети и плаќа 400 евра по првата година од студии, доколку постигне просек од 8,5, да може да се префрли во државна квота, а со тоа и да плаќа само 200 евра до крајот на своето студирање, нормално доколку го задржи просекот. И секако право на бесплатно школување за студенти со завршен просек од над 9, оценка 9 во претходната година. Со амандманите се интервенира и во сегментот на третманот на научните институти, особено што овој дел се вклучени и јавните научни установи од национален карактер и им се овозможува задржување на самостојниот статус, кој е основа за нивно унапредување и нормално унапредување на нивната научно-истражувачка дејност. Бидејќи овој закон се поднесува, значи е поднесен со европско знаменце и е во скратена постапка, очекуваме од владеачкото мнозинство да прифати конкретни предлози, односно овие амандмани кои ќе придонесат кон подобрување на текстот на самиот предлог закон, а со тоа да придонесе и кон унапредување на нашиот образовен систем и негово доближување до европските стандарди.